ние имаме луѓе што вежбаат кај нас 13-та година. Така, Редовно вежба. он веќе е појак од нас. Они се веќе повеќе во сала. Јас јато нас некад не стигаме нешто. Они отишле, извежбале, направиле, ни кажуваат, бараат совети, ние у тоа гледаме потенцијал. Ние може да бидеме најдобри во тоа што го правиме. Ако не знаеме да пренесеме, ако не знаеме да се однесуваме, не знаеме да правиме релација со од другата страна, џабе си ти најдобар тренер во светот по кошарка или по било што. Не ги смисливме склеки чуч, брби, Концептот е наш, вежбите, концептот е наш, меѓутоа ние не сме измислиле нешто. Тој како лекар кога бираш. Тренерот е како лекар одбран. Што го врти светот? Мотивацијата на индивидуалецот или пак групната мотивација и заедниците? Community building или градење на заедници е нешто што во светот последните години е тренд, а тоа кај нас меѓу најдобрите кои што знаат да го прават се фитнес тренерите. Затоа зборуваме со предприемачи кои што се од областа на фитнесот денеска. Здраво за Елена и за Атанас. Здраво. Здраво. Првото прашање ми е во насока на тоа што го врти светот кога зборуваме за спорт во моментов. Изглед, на тоа се мисли. Зависи во кој дел сме инволвирани. Секого различно, ако нас не прашаше, добро, мене во спортот, што се ќе направиме за да бидеме и да имаме поквалитетен живот за нас, за себе, за најблиските, за околу, во нашиот случај ние сме веќе родители и за децата. И целиот наш фокус за тоа околу спортот, во нашиот случај рекреативниот спорт, да нагласиме, затоа што ние не се занимаваме со професионални спортисти, туку со рекреативци, само како да ги свртиме у денот, да имаат поубав и поквалитетен живот. Ама почнувате како спортисти или танчари во играорна. Двајцата ми кажавте таму и сте се запознале на некој начин преку активност, која што многу деца имаат денеска и ги учи на онаа дисциплина што е потребна. Како изгледаше тоа по играорна? Како почнавте од играорци да станувате фитнес тренери? Па баш почна како секција фолклорна, ти почнеш да си играш, се наоѓа тука некој интерес заеднички, јас во свој клуб или во друг, не во тоа време заедно, и тоа прогресира нагоре да се развиваш како личност, почнеш да се вработуваш, наоѓаш работа, почнеш да работиш разни ствари успат, и доаѓа до моментот кога веќе ова рекреација со фолклорот треба да се замени во нешто што би било малку поодржливо. И на тој начин технички ние почуваме да работиме во фитнес делот. Јас малку покасно, Елена претходно, неколку години претходно од мене, да. но повторно таа транзиција беше кон добро, сега работиме што работиме, да работиме нешто, да најдеме начин како да останеме здрави уз работа, и потоа тоа веќе трансформира во комплетна насока на Да, можда тука само тоа е така кратко. Ама тоа биле години инволвирани во нешто што се вика дисциплина, нешто што се вика, јас потекнувам пример, барем јас од село сум, каде што сум се возела по сати нешто, за да отидам на играорна во центарот од градот, каде што после ми избегал автобусот, па сум требала 45 минути следни да чекам, ама сум го сакала тоа, од дома не натерале, ми платиле, да одам да го испочитувам, нормално, не ништо со сила, и па тука доаѓале турнеи, каде што во тоа време сме оделе сами, без телефони, сме биле одговорни за себе, сме спиеле по семејства, сме биле на таму заедница, ние сме растени во заедница, ние никогаш, меѓутоа нашиот фокус секад било таа заедница. Нашите пријатели, роднини, кумови, старосватови, ние сите сме од играорна, тоа е нешто што трае за цел живот, таа е заедница што секогаш е одржлива. За разлика основно поминало, ние не можеме сега да се пофатиме кој кај сме, не е лошо, не затоа што не сме пријатели, ама невозможно е да се сретнеме сега сите. Средно исто така поминува. Факултетот веќе и тоа е веќе покасно градење на врски, а за сите тие 10-15 години ние сме истите луѓе, истата заедница цврста, во добро и во лошо. И направим прво многу дисциплинирани луѓе. Кога завршува игрорната, кога сваќаме дека тоа нема да го работиме, останува само рекреација, ние сме си со различни факултети, почнуваме
да менуваме нешто и да вежбаме, пак затоа што имаме дисциплина, затоа што и ни фали таква активност нас во текот на денот, а сме се откажале од игрорно, затоа што веќе не можеме да се посветиме на тоа. Тоа е пак губење сат-два во денот, а само рекреативно, каде што ние веќе треба да мислиме за фамилија, за наспа, за одмор, за пари, за финанси, што е сосема нормално и веќе тие 2 сати, 3, не можеш така да ги трошиш во текот на денот, а пак сакаш да вежбаш, почнуваме да вежбаме и од тука целата приказна после станува дека сакаме да го работиме тоа, ние си ги завршуваме нашите први факултети, запишуваме нешто што е второ за едукација, тоа е за спорт на различни начини, јас и Јата нас едуцираме и гледаме. А што завршивте, извини што ќе те прекинам, како факултет прва, па после јас до едукација? Јас сум информатичар, дипломиран информатичар. Да, јас биохемичар, инженер по биохемија и после тоа пробав тука да запишам нешто што можда факултетот ќе ни го возможи, ама од сите прашувања и секаде што сакав да не бидам професор по физичка култура, но да бидам тренер, ама едуциран тренер, каде што ќе имам за право нели тоа да го правам, па се запишав на факултетот во Белград. Они си имаат нивна програма која што еве за некој ако му значи и сака да се доедуцира, каде што си имаат како да те специализира самиот факултет што сакаш да бидеш, он вика да бидеш тренер по ракомет. Ти без разлика што си најдобриот ракометар, ти мораш да станеш некако тренер, зашто тренерот не значи дека ти си само ракометар добар. Тоа е во ред, ама има работи претходно што треба да ги поминеме ние за да можеме да го пренесеме. Работа со деца, работа со возрастни, биомеханика на телото, така, анатомија, физиологија, и прва помош и слични. Он ти вика, ти што сакаш да бидеш? Јас сакам да бидам пилатес тренер, јас сакам да бидам групен, Натана сакам, ја дайвинг имаше, како сега памтам, имаше за скијање тренери. И они си го имаат тоа на факултетот, како не знам никако да го кажам, специализација, дел, курса на факултетот го дава со професори. Прво не собираат, учиме сите заедно предмети, после сите одиме на посебно кој што сака да биде специализирано. И на тој начин јас патував додека работев. Мислам, работев како по струката прва, држав тренинзи и одев да учам таму, за да можам. Мислам, и го работев таму, сакав да бидам ета кога ќе не прашаат и заради знаењето и слично, да сето тоа го да ми е ден со знања, и таму не замира се. Колку е потребно и да има општо мислење дека е потребен спортот, па и дека искрено и не е ни важно дали изгледаш совршено, дали си совршена возраст, дали си совршено физички спремен, дека е важно да тргнеш, затоа што и зависи и од општествата. Гледаме дека оние држави кои што имаат поздрави луѓе, генерално најголем дел од луѓето вежбаат, имаат таков тип на размислување, имаат повисока свест. Пример еден ви споделив и на вас, има една реклама која што е практично реклама на британската влада и ги мотивира жените да вежбаат, и во самата реклама имаат неслучајно одбрано жени кои што вежбаат, се активни, а не изгледаат сега перфектно, со стомачни. Малце имаат стомаче или нешто слично. Чисто да се види дека сите изгледаме така кога вежбаме. Најголем дел од луѓето така реално изгледаат и да ги мотивираат, и за тоа има дата, има податоци кои што на нив им викаат: оваа група на луѓе ви е најлесно, зашто веќе сака да вежба, само се срами да ја пренасочите кон здрав начин на живот, а здравиот начин на живот значи помалку дебелина, помалку, зборувам за она obesity, помалку болести кои што истото ги предизвикува, и на крајот од денот поздраво население. Колку ви е потребна таква една поддршка поширока, општествена и медиумска? Ние би почнале од базата. Не од Може би тие налетни се како група да ги донесеме во сала да вежбаат, но ние немаме основата. Со децата. Што правиме таму? Тоа се ствара општественото нас не е така поставено како не уредување, туку однесување према спортот. Да нас ни биде нормално да секој дете е неопходно да вежба. Било што, да се движи, да игра, да трча. Да има физичко, ја на редовно. моето физичко основно кој имав часови, ја математика решав домашна. Што и да не се оделе на играурна, да не направела вашите дополнителен напор. Тоа се менува сега многу, но бавно менуваме. Базава не ја поставуваме. Ние таму, ние немаме... Така има општества каде што и други предмети се учат активно во природа, нели со спорт. Вака сега, тоа е па другата работа. Ние немаме вака, ние од гимнастика да почнеме, што е основна, не за да имаме гимнастичари што ќе стојат на раце и ќе прават салто напред и ќе стојат на карики, него за правилен развој
на детското тело, општо, гимнастика. Ние базени доволно немаме, опливањето е основно, исто едно од основни, и атлетика можам да кажам дека се развиваат се повеќе и повеќе клубови за поздрав се, каде што можеме да одиме да ги пратиме децата за трчања, за тие дисциплини, што е супер. Тие се некои основни работи. Тоа го немаме. Што се учат на физичко? Не, по програма, па не само и по програма, него каде што можеш од 5 години детето да си го пуштиш како почнува во школа, да го запишеш на одредена спортска, основна спортска активност, зашто на 6 години не знае дали сака карате, ракомет, фудбал, него му даваме нешто општо за правилен развој на неговото тело. После тука е второ физичкото образование, кое што многу во школите нас ни треба, во училиштата да ни помогнат, и трето се родителите. Пример за децата, пред да дојдеме, тоа го правевме муабет. Како јас и Атанас на 20 и нешто години прв пат отидовме на планина. Не викна прв пат во животот на планинарење. Не знаевме како да се облечеме. На тура, озбилна тура. На озбилна тура, ние физички спремни. И не викна, и ние ќе одиме, нема што да правиме. Викендот на Салакови езеро, таму ќе одиме на Караџица, ни ранец, ништо. Не знаевме прво како да се спремиме. Добро. Отидовме. Сите таму уживаа во природата. И рекав, добро, што им берат капини, се седнале, дај да одиме да се качиме, кај треба да се качиме, да завршиме со овој да си одиме. Зашто нас никад тоа не ни го покажале од дома како е да се отиди, колку тоа, јас не ги обвинувам, него го кажувам како пример дека јас тоа ќе го направам не за да бидат моите деца планинари, него утре кога ќе го викнат Андре, ќе има секакво друштво. Ќе има друштво за планинарење, ќе има друштво за излегување, ќе има друштво за се. Да знае како да се однесува, да знае дека тоа е нормално. Добро, овој викенд слободен сум, добро, не искачаме у диско. Во реда да сака да оди во диско, таман работа и во кафич. Ама ме викна да одиме, ај ќе одам, Знам како треба, знам како да се однесувам таму. Дури да не го обожава тоа, ќе знае како да се однесува детето. Ние не знаевме како да се однесуваме. Јас ова е само еден пример како ние со тоа што ние им го овозможуваме да одиме надвор, да вози велосипед. Ти сега да пијам јас кафе, да седам, ти вози велосипед, јас ќе те гледам. Заедно го правиме тоа. Заедно одиме. И значи третиот фактор сме ние како родители. Сега нема ја да ги кажам кој е прв, втор, трет најбитен во овие три што ги кажав, што сметам дека се многу важни. Акцентот треба да се малку повеќе. Каде што таму до 5 години не може никој да ни мисли освен ние што ќе направиме, да го гледаат тоа, да биде пример. Не треба тоа да биде кој знае што, ама да се знае дека дел од денот двоиме саат време да сме надвор, да сме на дневна светлина, да сме и после тоа кога ќе го развиеме, треба да се вратиме сега на таа кампања, па ако тогаш тоа недостасува, да најдеме начин како да ги мотивираме, зашто ние сега со тоа поттикнуваме нешто што никогаш немало навика за вежбање. Така. Што не знаеш, што се плашат, нормално е да се плашиш од непознато. Така јас треба да се пораѓам и се плашев. Колку и да ми кажуваа дека сите Елена се породија. Добро, мене ми е непознато. Јас се плашев. Апсолутно на сите тоа им го кажуваат и ние се плашиш помалку. Се плашим од непознато, од се непознато кога ми доаѓа се плашам. Андре требаше доди увато нешто, непознато ми е дека ќе има целосна анестезија, страв ми е колку и да знам дека е безбедно. И вежбањето е исто. Непознато ми е, како чувство на телото му е непознато. Да. И нормално е да се плашиме. И тоа дефинитивно мислам дека оние кои што ќе нагледаат можат од вас да го научат, затоа што вие на интересен начин сепак сте си ги искористиле способностите. Имате во основа вежбата, ама сега има и продукти за исхрана кои што ги произведувате, ќе ми кажеш ти нешто повеќе за тоа. Правите и апликација, значи и дигитализацијата, и факултетот, и биологијата или тој сегмент, на некој начин сте нашле да си ги вклопите во спортот. Па тоа е веќе вајде и амбициозност во прашање, каде се гледаш, можеш да останеш таму каде што си секогаш. Да, но Ама нема додадена вредност на тоа. Па завршува тука. Тука завршува, да. Сепак индивидуално. Колку ти сакаш и што гледаш. Да продолжиш да напред или останеш тука кај што си исто задоволен. Толку е разликата. Ова има потенцијал, има луѓе, битно е со кого работиш. Ние работиме со многу луѓе кои што ни се секојдневна инспирација. И нас тоа тимот е исклучително важен. Тимот е многу важен, луѓето што не доаѓаат. Како ги бирате тренерите кои што ќе работат со вас? И останатиот дел од тимот, зависно дали во апликацијата или без разлика веројатно имате и маркетинг тим и се останато. Како ги бирате? Тоа се случи после 10 години, 15, кога ние имаме луѓе, не знам колку е тоа фасцинантно или не е, вие може ќе кажете, што вежбаат кај нас 13-та година.
Така, Редовно вежба. он е веќе вегано, он е да. веќе појак Во од нас. Они се веќе повеќе во сала. Јас сејата нас некад не стигаме нешто. Они отишле, извежбале, направиле, ни кажуваат, бараат совети, ние у тоа гледаме потенцијал, ги спремаме и после тоа е нивно дали ќе сакаат да се доедуцира, да одат понатаму, мада тоа и не е така одамна. Нас тоа ни се случува последниве неколку години. Претходно све сами сме работеле. Ние сега не можеме да постигнеме, па бараме таква помош, ама имаме. Да, колку и да звучи и да личи дека е едноставно и забавно и супер професија да бидеш тренер, поготово на групни часови е сериозен залак. Сигурно. И дур не влезеш од другата страна кај што е тренерот таму, ако гледаш од оваа страна 8-9 години, може да мислиш дека супер добро е, супер е, се смееме сите, лесен тренинг, ќе направам се што треба, ако гледаш од таа страна, гледаш дека воопшто не е лесно. Ако водиш Гледаш до дека тоа, воопшто не е лесно. Да, Да, баш. наставничка, но Па на некој начин и сте сега. Ние го викаме тренер, ама застануваш од другата страна на училница или на публика и ги учиш Да, луѓето. единствено што може да кажеме, што доаѓа до момент да некој му предложиме или некој ако пројави желба да биде тренер, да проба, да проба дали може, е по тоа да оцениш дали може да направи релација со луѓето од другата страна. Ние може да бидеме најдобри во тоа што го правиме. Ако не знаеме да пренесеме, ако не знаеме да се однесуваме, не знаеме да направиме релација со од другата страна, џабе си ти најдобар тренер во светот по кошарка или по било што. Нема Ако луѓето тој да дојдат пак. Нема да дојде. А нашата работа во основа е да натерам да дојдеш пак на тренинг. На крајот најлесно, нас не е најлесно да пишеме тренинг. Нас не е најтешко да дојдеме да работиме со не ми е тешко, Тренинг ние ќе го најдеме, работиме, кај него сакаме ќе целата најдеме тренинг. тренинзи има, ние не ги смисливме склеки чуч, брпи, Концептот е наш, вежбите, концептот е наш, меѓутоа ние не сме измислиле нешто. Но тој Ама човек ќе дојде, релацијата. тој човек ќе дојде ради релацијата према тренерот директно. Тој е како лекар кога бираш. Тренерот е како лекар одбран. Ти ако видиш дека тој ти мисли сериозно, како директна насока е тоа. Ако ти видиш во тренерот дека он не има твојата најдобра намера, дека он сака да видиш најдобро што можеш ти во тој сад, ти си го купил. искрен Тој е со твој. тебе. 8 години е Така е. твој. Ако не продолжиш за секогаш да се подобруваш, ништо Не е нема ни да... пропаднато време. Те учим на Никако дисциплина, не. на Не, се не. воопшто, ама не значи дека да, некој продолжува со тоа, некој не, него на овие се што не сакаат и сакаат да бидат нешто, само треба да им пружиме шанса. Еве ние Да. ќе ги потикнеме, ама сега нас ни Може треба и стана ќе биде едукацијски. добар, Да, така? сега нас образовно ни треба Некој некој да ќе ни се помогне истакнат, да. и да дадеме, ние сме спремни да вложиме во нив. Значи, лично ние како тренери, како и собственици сега веќе да кажам на нешто, да образовно има каде да се обратат и да кажат добар ден, добар И да ден. инвестираш Јас сакам во- да бидам денес тренер, зошто да не бидам? Што треба да направам? Може треба приемен, може треба како изгледам, неважно. Има, ти можеш, ти не можеш. Ајде сега следно да одиме полагање, испити, едукација. Зошто да го немаме тоа? Како не треба да се плашат што ќе кажат другите, се додека сме сигурни во едукацијскиот степен и систем момент за себе, лично. Така, треба подготовка и професионалност буквално за се, ама многу често го кажувате и моментот на заедница. Почнавме од играурната, вие природно сте го имале тоа за тоа што сте оделена играурна, па понатаму факултетот. Мислам дека фитнес тренерите кај нас или генерално оние кои што работат во областа на спорт и фитнес се најдобри или меѓу најдобрите во градење на заедници. Сега комјунити маркетинг и градење на заедници е тренд веќе кој што во светот го прифаќаат сите области. Ама на некој начин кај нас вие го почнавте, не конкретно само вие, ама се издвојувате меѓу тие неколку кои што се изградија заедница на луѓе кои што се грижат нели континуирано за вежбачите, за соработниците, за веројатно и следачите на социјалните медиуми и од тоа потоа работите. Како изгледа комјунити маркетинг во Македонија, кој што вие на некој начин и органски го правите природно? Ние во основа сме социјални суштества и нас ни треба комјунити или нас ни треба група, едноставно кажано, на исто мисленици околу нас, кои што би го делеле тоа што го правиме ние на дневна основа. Единствено така ќе направиш било што да биде трајно. Колку ќе се опираш сам на било која појава? Ќе опираш месец, два, три, пола година. Ќе кажеш не можам сам. Кога ќе имаш група, тоа многу е потрајно, многу е помоќно. Ти дава многу повеќе мотив да го правиш тоа што го правиш и те храни групата. Не секој му се вежба секој ден. Не секој му се јаде здраво секој ден. А ако ќе јадат околу него сите здраво дента, па ќе каже слушај, да,
тоа треба да го правам. Сите го правиме тоа. Тоа е тренингот. Нас тоа многу ни помага во тоа што прво се групни часовите за разлика од тренери, од малку. Сме почнали си од малку. Никој не почнал на 200 луѓе сала. Сте почнали на една група. Ако покажеш дека ти си тој што си во таа група таму и тоа постојано го правиш, као луѓето наоѓаат дека сакаат со тебе во групата. И на тој начин ние влечеме по нас втора група, трета група и затоа трае тоа со токав голем комјунити, бидејќи ние сме тоа што сме и на платформа, и дома, и на пикник на тоа не се глуми, да, добро ти текна. Не го глумиме ние, тоа не може со сила да одиш денеска. Или се пронаоѓаш дека го си правите дел... by the book, затоа што имате и настани, имате сето она што е потребно, огромна заедница на социјални медиуми, ама ете ви доаѓа веројатно природно. Да, ама ние го правиме зашто ја гледаме нивната потреба и се очекува од нас. Се очекува од нас. Ете, кога некој ве прати, тој очекува од вас да направиш ти настан и да го поведеш и да му покажеш и дека грешиш. Зашто сепак е групен час. Значи, они се група, они си кога се нафаќаш да држиш, затоа го кажа Атанас. Не е воопшто лесно, може само личи за интересно и лесно да работиш на групен час, каде што треба да има одред до дисциплина. Мене не ми личи лесно, искрено. Да, добро, ама ете можда на некого па лесно инспиративно дека ова е нели е супер. Моките да ги задржиш луѓето. Да ги задржиш со години. Па тоа е заедницата, тоа ми е прашањето. Тоа е од квалитетен тренинг, од квалитетна програма, од твојот однос и на крајот релацијата, а и треба да кликне енергијата, што кажа Атанас, дека е многу важно кој ти е тренер. Тоа не значи дека некој е лош или е добар, збориме се дека е добро едуциран и нели ги знае работите. Не може да биде Елена е лоша или Јована е многу добра, не вежбам кај многу е добра и тивка или Елена е многу Не, тоа е до енергијата. Не носиме такви заклучоци, мене ми одговара таа енергија ме тера утре да дојдам пак, незиниот однос, незините зборови, на Атана зборовите, начинот, јас затоа доаѓам јутро од 2 чекам. Или и обратно се случува. Јас не сум за тука. И тоа е во ред. Така е. Не е лош тренерот. Едноставно ти не одговараш тука таму. И ќе си најдеш своја заедница каде што ќе одговара на тебе, не е грешка и таму ќе имаш резултат. Тоа што овие се најдобри, ова не постои такво нешто. Нас треба многу фактори влијаат каде ќе се задржам, почнувајќи од локација една, така па до нормално се и квалитетен тренинг, сала, опрема и се. Ама кога ќе ја поврзеш фамилијата, кога ќе ги поврзеш децата во тоа, кога ќе ги поканиш нивните деца да дојдат кај нас во сала, да видат нивните родители каде го поминуваат времето. Тогаш се случуваат веќе тие работи. Кога одиме некаде, нас не ни е тешко да пишеме и да ги викнеме да дојдат со нас. Да го сослушаш. Како на некој начин остварувате со луѓето кои што не знаат. Они таму се дојдени за убаво и за добро. И не е работата, заврши тренингот, чао. Мислам, ни се случува и тоа. Не е дека не секад имаме време ние за комуникација и слично, ама па ние ги поврзуваме на крајот од денот. Може и така и се случува, да ние само чао викаме. Ама они остануваат. Ние им правиме некоја средина убава, трае месец, два, па се здружуваат и они им правиме, они каде се дружат. На крајот, ние не остануваме со нив. Ние си одиме. Да. И на сака кога сватам, завршува часот и сваро, некад ништо не кажуваме повеќе од тоа. Здраво следни. Ајде загревање 1, 2, 3, стигнуваме готово 6 и одете, 7 влегувајте. Толку некад сме исто како роботи, а они има нешто се случува цело време таму. Они се заедно. Најчесто саат време тренинг трае 2 сати. За нив. Затоа што има пола сат претходно дружење со луѓето што ги чувствуваат како блиски во тој круг и има после пола сат повторно станување. Им правиш и безбедна средина. Да, за дружење и за комуникација. За дружење од после. Прво правиме безбедна средина во однос на тоа дека треба да дојде, секој не се чувствува убаво. Поаѓајќи од самодовербата. Особено сега, ние имаме од 17-16 годишни до што се решиле со наша зборување што на социјални мрежи, дека ни доаѓаат веќе 45. Тоа се случува кога ги имаме децата, кога ние маце на поспор начин и на друг начин ги пренесуваме работите. И кога ќе дое тука, секогаш, не знам, на некој може ќе му помогне, секогаш им кажуваме. Не си тука доен да се надпреваруваш. Ти тука не си доен да се докажуваш. Ти не си ни тука доен да се поспоредуваш со таа што вежба 5 години тука. 6, 7. Што денеска оди само на факултет, спие,
се враќа, не и тоа лесно, ама е потешко од твоето. Работа трета 8 смена, сати, деца. доктори, не доктори, пекари имаат, работат во маркети, деца, обврски проблеми со децата, не може Како да ги се спореду. мотивирате да дојдат Прво на им сето? Тоа е веќе друга, ама они кои ќе дојдат за да го им правиме на безбедна, сега ти застануваш тука до мене, јас те водам низ тренингот. Ти нема да го вежбаш тоа. Чекај, треба да направам тренинг кој што утре ќе се чувствуваш убаво, кој што сакаш пак да дојдеш, а не да ти се докажам дека сум најјакиот тренер на светот и сега ти. Гледај сега да видиш. Да. Стално тоа го практикувам кога ќе дојде нов човек во сала. Викам, ти дојде во сала на првиот час и веќе тоа треба да завршене. Да дојдеш втор час, сега веќе е моја одговорност. Да во тој прв час ти давам доволно доза на тоа што треба да добиеш на часот, да се чувствуваш добро и да сакаш да дојдеш пак задутре. Јас сакам да ве прашам како колеги, дали си ја носите работата дома? Какви колеги сте? Каква ви е таа динамика? Ајде, Атанас, малку. Па не толку многу дека нешто дома работиме, освен тоа кога имаме работа во однос на програмирање на програми за тренинг и слично, најчесто дома сме фокусирани на домот. Работа е работа, ние имаме сериозен дел од денот што сме на работа, од сабајле часови повеќе од 4-5 часа сигурно сабајле, попладне исто така. Така денот ни е повеќе ангажиран таму. Делот кога не сме во сала гледаме да биде одвоен од тие обврски бар дома, колку што се може. Се доаѓа дома, се фаќа одма друго што треба да се прави по однос на деца, ангажман и слично, да пробуваме да оставиме дома простор за домот. Така. Пошто доволно вам трошиме. Да, со тоа што добро се можда и нашата работа е таква, да и да ја гледаат и да ја доживуваат, е убав пример, ама тоа е реткост, така домот да не во е. сала, што е обратно. Си ги Имаме носите ние- децата никогаш во сала. да. Значи, Многу имаме и ние често, жртва многу во често. работата, што навечер не сме слободни никогаш. Ама тие учат дисциплина, веројатно кога ќе дојдат во сала, малку Учат, поразлично. ама си ги сакаат мама и тато за нив. Е секако. Таму Да. ги делат со многу Таму делиме луѓе. со сите. Тоа ние може да ете мене барем во животот најголемата така жртва и кога зборам за работата све сакам, ето освен тоа што треба да работиме кога сите не работат. Да. И као ете вечера, пријатели, не постои за нас такво нешто навечер, ама нема врска, секој со своите, нели, Ама позитивности. пак е добро во иста бранша се покриваме. Па се гледа. Тоа Тоа е е плюс. исто, Па не тоа- се гледате? Па, Супер. не, се тоа, да. Некогаш и тоа, но најчесто кога треба потреба, некој Да. гине скроз, некој брка се друга покриваме работа. па така, например, ако е Што нешто. Што е Еве, супер Добро, можно. што е добро, да. Па да, еве сабота ќе се случи да мораме имаме тренинзи и сега си договараме еден оди на водно ги носи, пошто за тоа е викендот, идниот останува сала. Свесни сме дека не може заедно, свесни сме дека и треба како фамилија да одиме, ама па сега да го спасиме денот, да не гледаме така негативно, да е позитивно да видиме што е работата. Што може да се Што може направи? еден да оди во сала, еден да оди со децата да вози велосипеди, да оди водно, сега тоа е, не може да сме заедно, ама па сите ќе бидеме задоволни и ќе го надокнадиме тоа на друг начин. И некогаш тоа е цената на успехот, веројатно мораме барем од нешто да се откажеме барем во одреден момент. Вие направивте и производи кои што ќе ви можеби ќе ви овозможат во иднина и да имате повеќе слободно време, затоа што на апликацијата Healthy Me можат луѓето да си најдат тренинзи најразлични, не само од вас и од други тренери. Како дојде до тој развој? Дали луѓето повеќе вежбаат онлайн и дигитално после COVID? Дали веќе сега е добар момент кај нас за тоа? Онлайн е еден аспект кој што се разви во времето на COVID и даде шанса на тоа што не снајде во тој момент да извадиме колку што може нешто позитивно и супер добро до ден денес тоа функционира на тој начин, бидејќи има секогаш луѓе кои што ќе имаат проблем да отидат некаде да вежбаат. Ако немаш услов да отидеш некаде да вежбаш и ако единствено ти е шанса за дома да вежбаш, тоа ќе е супер добра како шанса. Тоа е едната работа за онлайн тренингот. Платформата се роди долу горе малку покасно од ковидот, малку покасно од ковидот, кога дојдовме до момент не сами со луѓе околу нас да сватиме дека има популација која што и не мора да вежба како што вежбаме ние во сала на тој начин.
дека луѓето сакаат комоција, сакаат да вежбаат кога тие сакаат да вежбаат со различен интензитет, можеби не во група, можеби те се срами од изгледот или било како. И видовме потенцијал во тоа дека треба да креираме систем кој што би го тоа возможил. Иницијално почнавме со тренинг програми кои што ние ги креиравме за дома да се вежба, кој како се чувствува, различно ниво, различна спрема, различен систем на вежбање. Да потоа, ние во тоа време, дури кога почнавме, кај нас не имаше опција да биде тоа како reoccurring па мембер на апликацијата, па да биде како член за членет, па тоа да трае, туку купува програма и ја вежба програмата, доаѓа втора, си купува таа ако сака, на тој начин беше замислено. А кај вас е на редовна основа сега? Да, subscription. За да ние од тогаш комплетно смениме апликацијата. Зашто ние не се пронајдовме во тоа. Точно. Со таква one time payment ние никад не сме го правеле програма, ние го направивме, го поставивме како систем, но не ни беше тоа она што ние го очекуваме од тренирањето. Ама и прогресијата нема. Прави ги, чека сега други. Ама и бизнис-wise е подобро затоа што вие имате на редовна основа како Netflix, како тоа е subscription. Да. Кога ние на редовна основа некој си плаќа и си има тренинзи и плати, така ама ти треба да снимиш тренинзи. Така. И треба да си во тоа многу инволвиран и не може и тоа секој да го направи. Треба да вежбаш со нив, треба да го правиш, треба да ги снимаш тренинзите. Ние иницијално така и како размислуваме на таа работа да биде као постојано као со членство, но во тој момент кога ние го отворивме, кога го пуштиме сетот, немаше таква опција кај нас во Македонија. Имаме проблем со технички проблем со банките во Македонија. Ние кога го отвориме сајтот, он не беше тоа како можност. Тек после година дена од нашето отварање на сајтот, дадоа можност банките наши тоа да го направиме. Пошто веројатно зашто на повеќе луѓе им станало потреба. А во светот постои како може да го нема. Кај нас постои од многу скоро. И во тој момент кога се тоа даде како можност, ние решивме да мигрираме комплетно со платформата, го сменивме цел концепт, се направи на ново малтене, цела апликација, цел сајт, се комплет и веќе функционираме како база на претплата со тренинзи. И така како системот може да им помогне на бизнисите. Не сакајки. Да, и сакајки, значи, еве ви уште една опција да си наплаќате, зошто да не мислите. Да, мора да се напомена. Ние така јас некогаш, мислам, цело време го зборуваме, ние сме луѓе што слушаме совети, што луѓето од надвор нешто што ќе препознаат дека ние сме во еден затворен круг на работа, ние го препознаваме, така бидна и платформата. Со луѓе што не вика, ајде да го направите тоа, не знаете колку можете, викам, какви снимања на тренинзи, какви готови. Не можев тоа да го видам како потенцијал. Ама ние сме работници. Ние сме од мали деца работници. Ние работиме од наша 16-та година, што по фабрики за дневници до келнери, до без бирање. Значи све. И работници сме. И на крај таа трази, ајде ќе работиме. Ако треба да снимаме, ќе снимаме, ние ќе си вежбаме, нас не е тешко да си ја сработиме нашата, ама вие сработете вашата работа. Ние не сме во тоа. И слушаме, соработуваме, немаме проблем, немаме его, да ни каже дека ова е добро, ова не е добро, од ова треба, или да речеме, не, тоа јас сама ќе го правам, сами ќе бидеме во ова и ќе успееме. Не може сами да успееме. Така и за чоколадцата, например, во однос на прехрана. Тоа исто да беше така, значи. И тоа е можност за нешто со додадена вредност. Да, но не сам да го јас барем и ние сами да го правиме, не. Никогаш сами не ви почнале тоа. Никогаш сами. Ама луѓето кои има се уште искрени луѓе. Го препознаваат други кај вас најчесто. Па за некои работи, да. За такви работи. За некои работи, да. Ке прашаат, ама ние никад не викаме не сакаме тоа. Отворени се пазарот да ве води на некој начин. Зошто да не? Зошто ние мора да сватиме дека ние во тоа што се сметаме себе си за најдобри, не сме најдобри. Во тоа ние што го правиме ако сме најдобри, не значи дека во другото можеме да го видиме, светот се менува, ние се едуцираме само за едно, во едно и во тоа. Јас лично лаптоп отварам само еднаш кога треба Excel табела, дуклучам од денот и тоа ми е проблем како можам да знам било што се случува со апликации кои ќе ми кажат и го доаѓаат во сала. Елена, јас сум вежбав кај Кајла, нешто ќе ми кажат. Ја не ги знам имињата, не зашто се лоши. Јас не употребувам
телефон, лаптоп, ништо не следа да тие Кајла работи. беше бум во Да, поглед и на... ќе дојдат. Замисли, јас ја дознав од нив, апликации. например, и супер е, се е во ред. Ама добре кога некој слушаме, сакаме, седнуваме, да ни кажат, да видиме што може од тоа, зошто е наш потенцијал, а не можеме све сами, па ние не сме во дигиталниот свет, ние тоа не знаеме како сами да го направиме. Затоа има луѓе Значи, што од се. таа заедница можат да дојдат и предлози и примери како да го растете За све. понатаму бизнисот. Се меѓу нив си помагаат. Они, ние, заедно Кога ќе се сме. отвориш на можности околу себе, кога само можеш да добиеш. Така. Ако затвориш и кажеш јас сум тој и сум најдобар во тоа што сум, тоа завршува приказната. Толку И таму си стагнираш. Хелти ми во делот на колку се пријавуваат луѓе, вежбаат ли македонците дома или сала обично бијат? Различно. Ги имаме и тие. Салата е сала. Салата е прво треба и локацијски да ти одговара. У најмал случај се да нели колку и да сакам. Онлајнот е фантастичен за сите што не сакаат лайф, го сака нашиот глас, го сака тоа. Ајде Јована сега зашто си седнала, сега вежбај, нели си сакаат мотивација, ама тоа е некој лайф, тоа е да на го Zoom води, тренинзи и луѓе што сакаат знаат дека во 6 мора да се пушти. Скеџуалот му е тој, значи една од успешноста на работите е тоа кога знаеш дека секој понеделник, среда и петок вежбаш у 6. И се она знае дека и се пушта онлайн, таму вежбаат луѓе што сакаат да сме лайф, ама се од другите градови, живее на 30 километри од Така. мене, буквално од секаде лайф. И на крај, тие што ние никад сами не ги видовме и не се, нели, еве, приказната со Хилти ми се луѓето кои што нели сака сам има мотивација, сака 15, 20, 30 минути Во тренинг своето време, рекреативно кога во може своето да си време, прави. кога сака, не му требаш ти да го коригираш и така на тие три групи на луѓе ги фативме практично, што сакаат да се со Со нас различни можности потреби. понудени. Да. Да. Можда најмалку сме да. И со персонални си ти уствари, јас скроз помалку, Да. Тоа е Пошто ги само има ако и има тие. посебна потреба, дали физичка, дали спортиста, Или професионален, па некои му со треба проблеми некоја што се насока. здравствени, да. Да. Значи не ги препорачувате толку таков тип на тренинзи за рекреација, Нема да кажем. потреба Некај никаква. нас е, не за нашето, да. За персонални часови од таа насока? Да, можат резултати да се постигнати така и Апсолутно така. можат. Едино само тоа е комотно кога некој нема друга опција и му треба тренер да го води. Тоа И е екстремна мотивација, не знам, Тоа иако е- па групата мотивира. Па да, ама не секој сака да сака некој внимание за себе и што е во ред. Или другата група е спортист кој што му треба специјализирано насока во тоа што го прави. Или некој со одреден здравствен проблем. Што Така. веќе ние пробуваме и тие да ги вклопиме во групата, ама некад не е невозможно. Кога веќе треба цел тренинг да се смени, станува тоа истошувачко, па другите ги нели не можеме да ги запоставуваме и тогаш многу ни се јавуваат за персонални. Нас тоа еве, финансиски ни е прекрасно. Кој не сака толку и толку пари од час. Јас им и ги прашуваме, зошто сакаш персонални? Вика, не знам, мислам дека така ќе постигнам, вика, подобар резултат. Резултати, да. Добро, ај сега да се разбереме. Што правиш во денот, како правиш, како се храниш. Ти немаш проблем, само едноставно мислиш дека тоа е најдоброто решение за тебе. Тие средства на друго место канализира ги. Плати си месечна чланарина, ќе го направиме тоа доколку и ти си дисциплинирана на крајот од На денот. добра исхрана, на Да. се Као останат. во ред е така да во 3 часа, ако или се луѓето ништо плашат. не прават. И често се плашат, не викаат ние сакаме со вас, ама кај вас е многу тешко, зашто сите што се објавуваат по социјални мрежи се објавуваат тие што сакаат, па тоа изгледа стоење само на раце и слично, и она мисли дека треба нешто првин да ја спремиме, па за да дојде во Да групата, почне група додека да да се веш. објасниме дека кога доаѓаш на час, тренинг има за почетници, тренинг има за што почне пред неколку месеци и тренинг што се тие што не се више браќа сестри од пред 13 години што се со нас, што веќе знаат што ќе дадеме на час. Вие што можат и тренери да бидат. Скроз. Да. Ако Ако не има потреба, викаат, може да ако си замени. уморна не доаѓа денеска, така ми вика. Аз мислам да толку сме веќе сме заедно. Ако сте уморни, во станете, бевте вчера на планина, ако сакате денес не доаѓате вика на час. И вие што викате, сепак ќе Ќе дојдам дојдам, за да, новите членови барем да им помогнам. Најчести изговори, затоа што јас кога првично размислував зошто би ве поканила е мотивацијата. Фитнес тренерите имаат најсилна мотивација, оние кои што вежбаат мораат да се мотивираат ако ништо друго да направат нешто за себе, да дојдат на тренинг или да си пуштат апликација. Меѓутоа изговорите често ни се како лошото ѓаволче што ни вика
уморен си денес, имаш сега со детето беше до сега, па кај ќе одиш денеска да вежбаш, кои се најчести изговори и како да ги сузбиеме? Со пријател, со другар. Со Да другарка. се збиеме, да. Најдобро. Двајца другари. Не ми се вежба денеска, ќе се јави другарот. Ајде да вежаме денеска. И да не тежи кога тиш пошто е викнал. Социјалниот момент тој што го зборевме преска, кога тој е најмојкниот. Кога сега смислиме за изговор. Ама кога ќе дојде некој да те земе за рак, ај ќе одиме. Ќе станеш ќе отидеш. Да не го одбиеш. Па од непријатно и А тоа нема да се помага вежба. многу. Нема да се вежба секогаш. И нормално да се вежба секогаш. Решителноста некатко ќе кликне, ама оправдување има од немање време. Оправдувања Значи немам време до до метеопат сум, времето ми влие, да, не можам до хормони, денеска, до едно, до друго, се додека, ама пак е на крај пристапот наш и на другите што успеале да мотивираат некако, ние може со себе да збориме, нели, да не биде дека ние. На кој начин ќе ги мотивираш и на кој начин сето тоа ќе му мора да наоѓа, се менуваат и методите. Значи, мора да најдеме што е, каде е проблемот, на кој начин ние цело време бараме, читаме и учиме како на обичниот човек да му направиме, да му кликне во главата дека треба да биде физички активен. Тоа со времето е цело време. Дури се си дозволуваат да ми пишат ме мрзи. Па јас просто немам ни одговор што да дадам. На тоа ме мрзи. Не знам дали ме зафркаваат, не знам. Сите никогаш не мрзим. Да, ама не сега, која е нормално, причината тоа не е- реална, значи некој сериозно, некој нема финансии да отиде да вежба, ќе му дадеме да ни донесе потврда од Социјална социјално служба. дека не е вработен, да пошто нели немаме како на друг начин тоа, па да нема финансии. Така, некој е самохран родител. И за тоа има решение. Некој е болен. И за тоа има решение. Така, и сега, јас сега се тоа треба да го исхендламе во денот, да најдеме за сите решение и за некој што го мрзи. Добро, пробуваме, наоѓаме начин, меѓутоа тоа го оставам на страна, Од пошто не проблем сум до го проблем сватила има. секогаш сериозно, најотворено и секако. најискрено. Меѓутоа времето. Ние сите немаме време и стварно живееме стресно и некогаш не е крив тој што мисли дека нема време. Пошто јас натаму сум паничам, готово немам време. Денеска сега ова ми треба, добро, вика седни кафе ќе пиеме. Јас као немам време, седни вика кафе ќе испиеме. Добра мотивација значи дома да си имаш, да сигурно. Сакам да кажам дека тоа не е страшно и дека ние може звучи смешно и немам време, не треба да му се подсмеваме на некој кој ќе каже нема време, апсолутно. Сега да испитаме што значи тоа немам време. Ама учиме да ги тераме луѓето приоритетите, да се ги стават на лист хартија, што ти е приоритет денес. Ако ти секој ден видам на листот дека одиш по сат-два на кафе, не е лошо кафето, автоматски тука можеме да го ставиме вежбањето. Да. Ако ставиме да изброиме на телефонот колку пати се скрола, има такво, кој сака, кој не се плаши, јас се плашам да уклучам такво Јас нешто. сум уклучила и страшно е. Ете го тоа види го, тогаш замени го вежбањето. Сите од родителите што си ги носат децата по курсеви, слично знаат некогаш, ама мене таму не ми одговара, бе како не одговара, што е тоа е сега? Не е било добро, таму вежба детенцето, тука најди нешто, тој сад извежбај ти, значи мораме да најдеме начин. Некогаш сме затворени, како јас што сум затворена во мојата работа и за некои работи, за друг прогрес ми треба поттик, така и они се затворени во нивната работа и за да таков направиш треба време, се прави, се тие се оправдувањата, времето, мрзата. Имавме клиент во роковник бизнис што води, не збориме за студент некој што има денеска за учење само обрска, што води бизнис и озбилни, во календарот има 3 пати неделно закажано со себе состанок. Попладне во 18 часот, тој со себе Да се опушти. и нема околу тој состанок нема друго. И Зафатене. стравот. Веќе е зафатен, И ништо страва друго, да ќе се вежба. почне. Многу Така. луѓето се свесни и многу сакаат. И го има одложуваме, сакаат, кога да. ова ќе се случи, Страв, ќе леле, почнам. како да почнам, што ќе ми се случи, леле, стравот. И тоа е нормален и Да. затоа тука цело време зборуваме. Тоа у сала што го зборуваме не може да го пренесеме на тие, ама на социјалните медиуми или вака Таму кога може се седиме види. со други луѓе и цело време само зборуваме едното те исто, ама не се исцрпува зашто знаеш на крајот на денот дека на некого ќе му Смениш многу. ќе му помогнеш и ќе му смениш навика. И ние секогаш им кажуваме на луѓето кога вака јавно зборуваме дека не е салата единственото место каде што некој треба да биде физички активен. Ние ги змешавме работите за рекреативен спорт. Така, као водно, точак, велосипед, Да. трчање, Трчање, кеј, има- пешачење, Па и пешачење, Зошто? јас не се здебелив после бременост од што одев со трошење количка. на така е. Значи зошто да го поврзуваме вежбањето само со теретана?
со финансиски трошок, со време, со тајминг, со едноставно јас тоа не сакам да го вежбам. Уште поубаво, добро, има. Дека треба да се движиме, треба да научиме. Значи, не ми одговараат термините, не вежбај ке мене. Има што да правиме. Ке најдеме каде да одговара. Не сакам ни онлайн. Добро, има. Дали ти си сигурно си решена дека сакаш да вежбаш? Ако си решена, сеќе се напред. Денеска излези само 10.000 чекори, што се вика почни од некаде, оди качи го средно водно. Никој не те тера дека врво треба да се качиш. Тука имаме можности. Само приоритетите да си ги направиме, нели? Секој со свој, така и секојаш на крајот се вика, секој со своите приоритети во текот на денот. Нас не е приоритет да извежбаме, добро да се храниме, да бидеме со децата и да си легнеме порано во кревет. И сме обседнати со тоа кога ќе легнеме. Мајка ми е учителка и вика кој сака бара начин, кој не сака бара причина. Да. Така да треба да бараме веројатно начин. Тама не се грешни оправдувањата. Апсолутно. Така и има барем нелогични. ние овде знаеме дека може да немаме време. Кој ви помага за да можете двајцата да бидете успешни во тоа што го работите? Да водите бизниси во моментов 3. Значи сите се поврзани со фитнес, меѓутоа се 3 различни, да кажеме, области. Ангажирани сме точно цел ден. Мама... Имаме дом. Мама и тато многу помагаат, искрено. Живееме во издвор заедно. Во заедница живееме. Блиску, многу ни се многу достапни. Ни се Пензионери супер се. од помош. Да, и без благодарност треба да се огромна. Значи никад не сме го скриле тоа и сме го кажувале и дури како совет јас и на така што си имам поблиски другарки секогаш сум го кажувала и никога беше моментот ете да свараме фамилија, сами нели најлесно е да избегаш, сам сакаш да живееш. А јас сум растена во село, со двор, со фамилија, со братовче, една баба, трета баба, пета баба, и мене тоа со баби, со све ми било нормално, природа, и никогаш не ми било нешто како вау, сега чита што ќе живееме. И нормално, нели сите си правиме планови за бракот, како ќе биде, што ќе биде, таа вика што ќе правиме. Ќе останеме тука, имаме многу за правење, за реновирање, условите во кои што си живеевме тогаш, Или вика сакаш да земеме кредит, да земеме стан, да си селиме, викам никаква потреба апсолутно нема тоа. Тука сме, заедно сме, ќе најдеме сите заедно решение. Јас сум трпеливост, ќе се прилагодиме. Не било никогаш едноставно првите година-две, значи навикнување на се тоа, ама со слуга, она можда е некогаш такво клише, ама со слуга и разбирање. И дека мораш да сватиш дека не се само тука кога треба да ти го чуваат детето, него дека се тука и кога нив им требаш за едно кафе, за еден муабет, колку и да тој тебе ти е најдосаден денеска во денот. За на сите да ни биде убаво. Тоа е најмалку што можеш да даеш назад за тоа што добиваш толку многу. Да, и ние баш, можам да кажам дека од јадења до готвења, до имаме прекрасен фамилиарен живот и си се носиме со тоа супер добро. Таму е помошта голема. Да, таму е. Да, ама е таков еден како сега да кажам совет дека ако ја има таа опција дека најлесно е сами да отидеме некаде, да најдеме решение како тоа, затоа што за сите на крајот од денот е добро, немала рак утре кога ќе помоше на крајот од денот. Сега вам ви треба најмногу. Па утре они кога ќе остарат, пак треба јас некаде да одам и да се возикам и да правам така, а се ако сме сите тука заедно, сите полесно ќе го и децата што растат, кога имаат можност да растат со баба и дедо, имаат многу поголема емпатија. Тоа сме го приметили, сме направиле многу добра споредба. И тоа е фасцинантно како се гледа во едни дечиња и е супер, така да за сите е помош и за нив е помош да им оди староста поубава и повесела. Да. Нормално само доколку нормално функционираме, затоа кажувам, не можеме за секој, нели? Не е за секого си знае, да. Ама и кај нас е како супер приказна која што денеска ни помогнала да сме тука сите заедно. Сите каде што сме и они имаат промени од дисхрана до начин на живот. Па ги тренирате од забајле тренинг? Не ги тренираме, ама кој да вози велосипед сат и пол, да не пиеме хронична терапија, јадењата ни се исти скоро, значи прашуваат, сакаат да знаат, сакаат и они поквалитетно гледаат, сакаат да прифатат, прифаќаме и ние. Отвореност од двете страни. Па не може ваму да сме со заедница дома да не сме, или си таков и сакаш таков да бидеш или нема, не. Добро, ама секому му треба помош ако сака да биде успешен, мора сите да дадат, па и оние кои што немаат баби и дедовци, често се одлучуваат да платат помош и таа помош е многу важна. Оние кои што имаат ситуација каде што едниот родител останува дома и
тоа е многу важно, да се каже дека другиот е успешен затоа што едниот одлучил да Чува остане грб. дома. Јас сметам индивидуалните приказни може само да мотивираат и да извлечеме нешто, но на крајот од деното е толку индивидуално и секој си се носи со својата моментална состојба. Нема можност, има можност, карактери се во прашање, нели таа тема е можда така да ја кажам и тешка кога треба за некој друг, за нас, како ете, нешто се случило, може од секојот од некого нешто да научиме и треба така да ги гледаме работите, не да се фрустрираме. Јас немам се добро, значи од се нешто само гледај да извлечеш тоа што е добро, не тоа што ти го немаш и да се фрустрираш. Добро, дај да видам дали јас можам нешто да сменам во моето мислење. Се дека сме отворени така и не се правиме дека се знаеме и немам, само ќе бидеме подобри за себе, за околината, за децата. Не сме сите деца, ние ги спомнуваме зашто сме во тој дел од животот и тоа да не ни се замери, ама ни се дел од нас. Разбираме. Се многу важен дел. Од сите нас кои што имаме деца, сме свесни дека секоја некако дискусија за што и да е, пак се доаѓа навртува, да. децата, да. Ама па и за нив, нели, многу често создаваме и натераат многу повеќе да создаваме. Ве мотивираат ли децата и во последните бизнис одлуки да направите повеќе или пак ги гледате како може би мала пречка во дадени момент? Леле, мене ако јас не знам, ај ти кажи, јас ќе го кажа после моето дали ме мотивираат. Па ја гледам мотивација во нив по однос на тоа дека сите мора да правиме во насока ние што да правиме во фитнесот, во спортот, во здравието, пошто вреди да поминеш повеќе време со исти овие што се сега мали па понатаму. Пошто инаку која е поента после тоа се брзо помина, заврши, ќе се лечиме, терапија ќе правиме. Баш таа е мотивацијата и мене ми се веќе сега, само сум здрав да може да играм фудбал со Андри уште многу натаму. Тоа ме влече највеќе. За ангажманот, мене дури, не знам, ми се мотивација, а од друга страна, они ми се пречка, не спречка, они ми се нешто што ќе ми речат стоп, не оди понатака оваа година. Застани тука, уживај во ова сега што го имаш, нема потреба од плюс работи, пошто ќе ни кажат нешто, ајде ова не. Преголем расти, преголеми случувања си носат и своји последици. Јас лично, оваа година следна што иде, еве тука ќе си го спуштам може некојаш видеото, стварно посакувам да сум тоа што сме сега. И оваа година така, да го живееме ова малце поспокојно и да го уживаме да најдеме и сакам да го поминувам времето повеќе. Мислам го поминуваме, не викам не, ама ова е така те тера. Ајде уште, ајде може ова, ајде друг, ајде се нешто може и може. Пак ќе кажам зашто сме работници, да ни се работи, нема тоа да го направиме. Ќе застанеш, нели? Јас така, мене ми се мотивација да, ама и кога ги гледам ми се за стоп. Стоп, добро е ова тука, дај застани, смири се малце, живе го тоа сега што го имаш, затоа што толку лета и прелетува. Тука е најтешкиот дел од балансот во животот, да го гледаш, да го најдеш и пак се враќаме, работиме со луѓе и гледаме и од другите. Како го прават, што прават и мене ме мотивира некој. И мене некоја мајка ме мотивира што прави, како гледа. Јата нас верувам некој и сите меѓу нас и учиме едни од други што е добро или ќе ни кажат. Знаат ми кажат, Елена, не изгледаш добро. Ја не сум го ни приметила, например, тоа. И се застанам и се прииспитуваме. И се слушаме, или он ќе ми каже, Елена, застани, јата нас, не е нешто во ред. Као, се додека има разговор, се додека се решава проблемот и се гледа, може да имаме напредок. Многу се сложувам со ова што го кажа и многу го разбирам. Дел од публиката ќе го разбере, дел од оние кои што немаат деца понатаму можеби ќе го разберат или тогаш нема, треба да гризат, нема грешка избор. кога не ги носи ништо, ние не сме спиеле со ноќ. Да. Поминал тој период, може требаше тој да го спомнеме период. Имало сме работеле по колку работи, не знам. Све сме работеле. Некогаш имаш време, некогаш имаш заедница и човечки капитал, тоа се фазите веројатно во животот кај најголем дел од луѓето. Оној кој што ќе одбере друг пат, сепак е тоа негова право, ама интересно ми беше ова затоа што не го замислува вака, мислев дека еден мал дел од нашиот разговор ќе биде заедницата и комјунити, ама на крајот од денот испадна дека тоа е кај вас барем најважното и драго ми е што така го завршуваме. Фала ви многу што ми бевте соговорници денеска и ви посакувам среќа, многу симнување на апликацијата, многу нови тренинзи и малку повеќе слободно време. Фала на поканата, јас уживав. Тука сме за се што треба и друг пат да си правиме муавет.
Исто и ние следен тренинг со Роби доаѓаме. Може.